Почитувани YouTube пријатели, добре дојдовте на каналот Австралијски живот, каде што зборуваме за животот во Австралија. Денеска ќе зборам на една тема која мислам дека ќе ги заинтересира голем број на мигранти, а тоа е како да започнеш мал бизнис во Австралија, нарочито ако си мигрант, новодојденец во оваа земја или едноставно некој кој сака да биде свој газда. На почетокот морам да кажам дека Австралија е една од најстабилните економии во светот, како што на сите вие или не вие јасно, имаш поддршка од државата, значи сите кои ќе се одлучат да започнат свој бизнис имаат голема поддршка од државата и нормално голема слобода за сите кои сакаат да работат на свој начин, али морам да кажам дека воопшто не е лесно, особено ако започнувате нов бизнис. Со цела моја почит спрема македонците кои дошле во оваа земја пред 50 и повеќе години, али морам да спомнам дека некако по дефолт нашите луѓе се стационирале во тие фабрики, за разлика од нашите луѓе, голем број на други нации започнале своји собствени бизниси. Сега се постава прашањето зошто? Ако имате занает или идеја, значи услуга, било каква услуга, кога работите сами за себе, ви дава повеќе флексибилност. Првиот чекор е нормално регистрација на бизнисот кој имате намера да го започнете, а тоа се врши да го извадите тој австралијски бизнис број или така наречен ABN од страната на тој австралијски бизнис регистар. Тоа е тој број кој ви дава дозвола да работите како самовработен и го добивате бесплатно преку нивната веб страна. За таа цел ќе ви бидат потребни исто така вашиот даночен број, основни информации за вас, име, презиме, адрес, тип на бизнис или структура. И сега, кога велам структура, бизнисите во Австралија се делат на три главни структури. Значи, првата структура е соло трейдер, или по македонски би било како соло стопанственик или соло трговец. После имате партнерство, значи имате партнерство во бизнисот, и третото место оди за така наречена класична компанија. Според мене на почетокот најлесно е да се почне како соло трейдер или соло стопанственик, што значи дека ти си и газда и работник, значи не мора да се фрлаат пари за непотребни нешта. Се што ви треба еден книговодител, значи може да издавате фактури и да работите легално, али мала напомена, ако нешто тргне наопаку, велам, ако нешто тргне наопаку во смисла на услугата која ја доставувате, например, ако го средвате дворот со некаква машинерија, да кажеме во нека компанија и предизвикате било каква штета, тие сигурно дека можат шансите дека ќе ве тужат и ви одговарате со целиот ваш личен имот. Значи ова е една негативна страна, али може да ангажирате било какво осигурање за да не дојде до ваква несакана ситуација. Сега, шо бизнис да се започне? Австралија, морам да кажеме дека е земја на услуги, може да се отвори било каков бизнис, значи буквално шо може да видите, значи има на се побарувачка. Еве ви неколку реални идеи. Нашинците во Австралија се занимаваат со чистење, значи чистењето може да биде приватно, одат по домови чистат, или може да биде, например, деловно, да чистат канцелари, така натаму и така натаму. После оди гарденинг, му ги средувате дворовите на луѓе, нормално пак приватно и деловно. Наредно што можем да спомнаме транспорт, има голем број на наши македонци во Австралија кои возат камиони. Транспортот исто така е еден голем фактор во смисла на што работат нашите во Австралија. Потоа фризери, например фризерки, не фризери, туку фризерки.
козметика, за жените може да ги работат овие работи, нормално фризерите, козметиката, сето тоа е потребна било каква некаква пракса или знаење, вештина, али се доста барани за машките. Исто така, берберите се многу популарни последните 10 години и за едно стрижење ќе ви кажам дека во Австралија обично се наплаќа од $30-40 па нагоре. Потоа, што можете друго да работите е нешто како онлайн продавници, ќе ги спомнам Shopify, eBay, Amazon. Можете да носите роба од Кина и да ја продавате на интернет продавница низ цела Австралија. Рачната изработка или рачната работа, се што можете да направите, да скроите со вашите раце, од занаети до поправки, можете да започнете бизнис во Австралија за таква работа. Наредно е храната, доколку знаете да спремате благи работи, домашни пецива, има луѓе кои се заинтересирани да ја купат таа храна, традиционална кујна. Има луѓе кои готват за луѓе кои не сакаат да готват. Тоа е еден зависност од побарувачката може да прерасне во голем бизнис. Фотографија, видеа, ако имате афинитети спрема фотографија, можете да сликате, имате безброј веб страни на интернет кај што може да ги продавате вашите фотографии, па свадби, сите снимање на веселби, така натаму, видеографии и такви работи. Сето ова е популарно, значи можам на крај да ви кажам, значи бирајте нешто што веќе го знаете, не е гаранција дека нештото, ако веќе го знаете, бизнисот ќе биде успешен, али колку толку гледајте да ви е нештото познато. Само за мала споредба, имам еден пријател кој продава на Амазон пак за хокеј и опрема за хокеј и доста добро заработува, но тој појма немаше како функционира овај хокејарски бизнис, али имаше човек од среќа, ова е 1 во 100. Претежно гледајте бизнисот во кој го работите да ви биде познат. Значи немојте да трчате во нешто што е во мода, во наводници да кажам, али не ви е вас добро познат тој бизнис, или ако си добар за нечија, морам да спомнам, овде во Австралија занечите од Балканот се ценети и нормално занаетот во Австралија вреди како целина. Австралијаните мислам дека плаќат за квалитет за било кој да е занает. Морате да бидете присутни на интернет. Што како ќе добиете тој австралиски бизнис број, наредниот чекор е да се регистрира бизнис име. Тоа бизнис име се регистрира преку таа официјална страница, веб страна, наречена ASIC, и по меморија, мислам дека ќе ве кошта негде околу $39.40, така нешто отплика за една година, или $100, мислам дека околу $90 до $100 за 3 години. Наредно нешто што треба да направите е да имате еден професионален имейл, една професионална имейл адреса како луѓето можат да ве контактираат, например да биде info@tvojbusiness.com, например да не биде таму мајмунче, слонче, лавче, куче, маче, гледајте да биде професионална таа имейл адреса и да му дајте еден впечаток на луѓето дека сте сериозен во тоа што го правите. Пожелно е да имате една веб страна. Денеска веб страните можат да бидат да се изработат бесплатно на места како Squarespace, Wix, не на времето како пред едно 10 години кога кошта многу скапо да се направи една веб страна, сега може тоа да се направи бесплатно. Направете на Google еден Google бизнис профил за да можат луѓето да ве најдат пред се локалното население. И во Австралија луѓето кои се од Австралија знаат колку тие ревјуа кои ги остават се луѓето од како ќе искористат вашата услуга, остават ревју и тоа му помага на другите луѓе кои го читат тоа ревју, дали ќе ве користат или нема да ве користат. Наредно што можам да спомнам, отворете Facebook страница, да кажам, Instagram, LinkedIn. LinkedIn е многу популарен. Сите сериозни луѓе кои имаат свој бизнис, кои работат приватно, можете да ги најдете на таа LinkedIn страна и значи денеска со неколку збора, ако не си на интернет, буквално те нема.
данок сметка и банкарска сметка да не се мешат банкарската сметка која користите секој ден со парите кои влегват во тој бизнис. Во Австралија го велам ова пошто не се игра со данок, морате да водите евиденција и сметки од првиот ден. Нормално ако си соло трейдер или соло стопанственик, мораш да поднесиш годишна даночна пријава кај книговодителот и имаш една граница 75.000 австралијски долари, ова е годишно. Ако се работвате повеќе од 75.000 годишно, мораш да се регистрираш за така наречено GST, тоа е Goods and Services Tax, или понаше кажано како ДДВ, данок на додадена вредност. Водиш фактури, трошоци, приходи, најдобро да имаш една, пак ќе кажам, посебна банкарска сметка за бизнисот и приватните пари. Можеш да користиш неколку апликации кои ќе ви олеснат работата со бизнисот, како Excel, како Windows Office, али има и бесплатни, например лично јас користам Google Docs и мислам дека дефинитивно ќе ви ја олесни работата во вашиот бизнис. Ако не се разбирате во сметководителство, ќе морате да најмите книговодител. Освен ако не сте вие книговодител, не е ефтино, али дефинитивно ќе ве штити од финансовото биро или така нареченото АТО. Некои бизниси барат просто лиценци и дозволи. Пример, ако сте во некаков бизнис за храна, ќе ви треба така наречен council approval или food safety, значи во зависност од каква храна служите, ќе ви го побарат соодветната дозвола. Во градежништвото имате, мислам дека е white card лиценца, ако не ми се мервајте ако грешам. Во транспорт имате некои таму комерцијални возила, регистрација и слични работи. Ќе морате да обратите внимание исто така на лиценците, пошто овде се многу ригорозни доколку не ја поседувате соодветната лиценца. За фризерски салон исто така сега имате ми текна салонска лиценца и така натаму. Од сите овие морам најважно осигурање да го издвојам се вика Public Liability Insurance. Ово осигурање те штити ако некој клиент се повреди, те тужи или ако нешто не де Боже, како што веќе спомнав со машинеријата, предизвикаш штета и ти го користиш ова осигурање како не би те оштетил од приватниот џеп. Сега се постава прашањето како да се најди клиенти. Значи секој бизнис живее од клиенти. Нормално, ако бизнисот нема клиенти, тоа е едно хоби. Facebook групи, постирај, понуди некој попуст, ако треба креирајте некоја Facebook страна која ќе биде поврзана со вашиот бизнис. Ако сакате да потрошите по $1, 2, 3, 5 во денот, активирајте Google Ads и Facebook Ads, дефинитивно ќе ви поможат да бидете видени од поголем број на луѓе. Наредно флаери и визит картички, мислам дека се уште функционираат и препорака, ако сте добар, мислам дека е овај недобриот маркетинг, тоа е така наречено word of mouth, значи луѓето кога ќе видат колку е вашата услуга добра и квалитетна, ќе ве препорачуваат на други луѓе. Нормално кога клиентите те препорачуваат на други и стварате нови клиенти, мислам дека тој, како што веќе кажав, најдобриот маркетинг. После имате партнерство. Партнерство значи да се поврзите со други луѓе, значи од сродни бизниси, кога што меѓусебно ќе можете да си помагате. Тие се неколку работи што можам да ги издвојам во врска со најдвање нови муштери во Австралија, али ова не е правило само за Австралија, туку може да го искористите било каде и да се наоѓате. Започнување на тој бизнис и без познавање на пазарот. Друго можам да спомнам, работа на црно може да изгледа лесно, али верувајте дека тие казни се навистина сериозни. Казните може да бидат
ригорозни доколку ве фатат да работите на црно, за се е потребна таа лиценца. Друго нешто што сакам да го спомнам, али дефинитивно мора да обратите внимание е игнорирање на данок. Сите сакаме да заштедиме на тој данок, али финансовото биро овде просто нема да ви прости. Потоа нереални очекувања, нема брзо збогатување. Бизнисот, ако го започнете денеска, не очекувајте дека одма ќе почне да ви носи богатства наредниот ден, така да ќе мора да по извесен период додека застани на носот тој бизнис и додека почне да ви носи еден добар приход. Наредно нешто би спомнал мешање на лични и бизнис пари и на крај ништо не те е јасно, така да чувајте ги посебно. Да регистрирате австралиски бизнис број е бесплатно. Да регистрирате бизнис име, негде околу $90-92, така точно не ме фаќате за збор, тоа е за 3 години. Веб страна плюс тој домеин, ајде да кажеме негде од прилика неколку стотки, од $150 до $300. Public liability осигурање, едно од најважните, $400 до $700 австралиски долари во зависност од вашиот провайдер. Потоа има една бизнис банкарска сметка од $0 до $10 месечно. Маркетинг беше наредното, исто така маркетингот зависи од тоа колку сакате да вложите. Би ставил исто од $100 до $500 австралиски, што значи вкупно до околу 1000 до 1500, од 1000 до 1500 ќе ве кошта во Австралија да отворате бизнис, али имајте на памет дека ова не вклучува никаков алат, никаква машинерија, никакви лиценци, односно ова е само да регистрираш, значи да започнеш еден легален, пристоен и мал бизнис. Јас би рекол, ако сакаш сигурна плата, секоја недела немој да се мачиш со никаков бизнис. Значи, ако сакаш од 9, работа од 9 до 5, во Австралија се работи од 9 до 5, оди работи за некој друг и немој да се замараш со никаков бизнис. Али, ако имаш желба, ако сакаш да градиш нешто за себе, нешто свое, ако не ти е проблем да работиш сабота, недела, некогаш и за празници, тогаш дефинитивно вреди. Во Австралија има шанси, али за тие кои знаат да ги препознаат и да ги искористат. И после некое време дефинитивно ќе се исплати. Ако ти беше корисно ова видео, сподели го со некој кој сака да започне свој бизнис во Австралија. Ова беше Австралијски живот, јас сум Радко и се гледаме во наредно видео. Поздрав и секој добро!